Пандемијата го намали бројот на повредени лица од петарди и пиротехнички средства главно поради ограничените празнични забави последните 2 години. Вака информираат од Клиниката за пластична и реконструктивна хирургија од Скопје. Тимови лекари од оваа клиника деновиве ги посетуваат средните училишта во земјава и со младите разговараат за трајните оштетувања што можат да настанат од користењето пиротехнички средства. Пиротехничките средства во принцип предизвикуваат повреди на шаките, предизвикуваат изгореници, што примарно повторно се на шаките и на останатите откриени делови од телото, како лице, врат, како и изгореници и повреди на очите. Во нашиот домен се изгорениците и повредите на шак. Шаката како една структура што е доста комплексна, што се состои од многу коски, многу нерви, многу артерии, мускули, тетиви, еден сложен механизам за функционирање. И сите, бидејќи една експлозивна повреда, што никогаш една повреда не личи на друга, доаѓа до таква деструкција на тие ткива, што нивната реконструкција и репарација е многу тешка. Струмичани пак сметаат дека лесно може да се дојде до петарди и пиротехнички средства. Во предпразничниот период, звукот на пукањето на петардите е речиси секојдневие. Граѓаните велат дека треба надлежните да внимаваат и да контролираат, бидејќи ги користат и деца. Опасни се. Опасни се. Да се чуваат децата? Да. И и ние треба да се чуваме. Врзнасните. И така. Кажете ми, лесно може ли да се купат петарди? Ама може, ама не треба така да се прави. Нормално да се опасни и достапни се. За 15 се продава. Од МВР информираат дека на подрачјето на државата досега се запленети 100.000 парчиња пиротехнички средства.